Добар ден, драги мои, добродојдовте во мојот канал Green My Life. Денеска за ручек ќе правим полнета пастрмка. Пастрмката ја насолив целата, ја изчистив од перките, од љушпите што ги има. И сега зедом настрана, еве овдека имам рендан морков, тазе лукче и магденос. Сега земам, ставам во стомакот на рибата. А рибата ја измасирав со сол и зејтин. Еве, ваќе ќе ги наполнам. Ќе ја наполнам рибата со тој зарзавет. И нека застани, вака ќе ја... Еве и другата, да земам да ја наполниме со зарзаветот. Значи имам морко, магденос и тазе лукче, ги насолив, ставив зејтин малку. И сега еве ги дополнувам со тој зарзавет. Од страната рибата ќе ја пикувам, ќе ја ставим малку лукче и парчиња со лимон. Значи се вака, уште малку. Сега ќе земем игла и ќе ја шием. Ајде. Еве сега ќе ја сушиеме рибава со стомакот, ќе ја сушиеме на рибата. Ова е пастрмка, речна пастрмка, драги мои. Вкусна. Каква? Езерска пастрмка. Како залетала, не знам, во тој дел. Мислим, едната е бела, едната е црвена. Мислим, по месото така изгледа. Овај начин на подготовка е многу вкусен. Значи, имаме полнето и амор, шаран со ова. Значи, има лукче, морков рендан и магденос. Малку се потешки за брцкање. Ваќе ќе ја сушиеме. Ќе ги сушиеме двете риби, верувајте, тие се многу. За јадење, ама ќе дадемо на некого. Малку е потврда. А изличе во мене ми е миниатурно, ама добре се одвива работата, полека ќе ја сушиеме. Значи ќе добие тој вкус од лукчето, морковчето, магденосот и внатре масирана со сол, исто. А вегета, драги мои, не ставам. Вегета не се става во риба. Од озгоре ќе ставиме маслиново масло и ќе ставиме неколку парчиња, ќе видите, со лимон. Ете вака, нема мрдање. Стомакот ќе го сушиемо. Како сте вие, драги мои, дали јадете вие вака полнета пастрмка или може и на некој подруг начин полните, па може да ни ставите некој си рецепт. Значи немам посебен рецепт, од прилика имав ја 5 моркови, вака средна големина, ги изрендав и додадов тазе лукче, имам од градина, све на природен начин и магденос исто од градината. Рибете не се од продавница, фатени се. Така да, денеска ќе уживаме во овај ручек со една чаша бело вино. Така оди. Рибчето треба да се насоли и винцето да иде подобро. Ете вака си ја уште малку. Ова е од зејтин што имаше, па тука е исцеден од самиот морков.
Ете, толку сега ќе завршим овдека. Конецот ќе го ставимо за да може да тргнемо, да не изедеме конци. Ете вака. На исти начин ќе ја сошиеме сега и другата. Еве гледате каква убава пастрамка. Верувајте. Сега измерим иглата и ќе продолжиме да шиеме и другата риба исто така. Еве сега ќе ги засечем вака, рибава ќе ја засечем со ноженци. Ете вака на 3 места и ќе ставиме внатре лимон. Ова ви кажа, Боже, колку тврда кожа има, мајко мила. Ќе ставиме внатре парченце лимон. Ете вака, со лимон малку ќе ставиме. И овде ќе ставиме лимон. Значи помалку лимон. Сега ќе ставиме овдека, уште малку овдека да направам зарез. И овде зарез. Или ножов не сече, ножот е добар, сега да ставиме уште ете, тука ќе ставиме лимонче. Ето, овдека лимон. Овие се джепови. А рибата е измасирана, ви кажав, со сол и маслиново масло. Еве и овдека ќе ставиме до парче. Вака повторно рибата ќе ја прелием сега. Еве ќе ставиме зејтин од озгора помалку. Капачето не се му отворила. И рибата ќе иде на печење, драги мои. Кога ќе биде, сега ќе замотаме со фолија. Значи рибава ќе се пече под фолија. Фолија ќе има, а при крајот ќе ја отпуштиме. Затоа следете ме кога ќе биде готова. Еве вака, сега приготвената риба, драги мои, ќе иде на печење. Значи, ова е полнета пастрамка. Во стомакот на пастрамката има, значи во дробот има рендан мурко, тазе лукче и магденос и рибата измасирана со маслиново масло, има и од озгора. Во внатрешниот дел измасирана со сол и со масло. Сега ќе оди на печење, значи се витка со фолија. Еве, драги мои, рибата е готова, печена. Еве, погледнете како ви се свиѓа. Доколку сте заинтересирани за ваков рецепт, притиснете лайк, шер и subscribe. Се гледаме, чао, чао.